Системот на доверба не функционира. Секој гледа да го изигра законот. Затоа треба да има една институција која ќе има одговорност. Ни треба систем во кој секој ќе знае дека мора да се потпише на документ, дека има одговорност со тој негов потпис и дека не може од канцеларија да се регулираат процесите. Ова беше истакнато на дебатата во вчерашниот магазин Клик Плюс на телевизија 21, каде гостуваа градоначалници од Скопје. Велат се соочуваат со проблеми кои се напластувале децении наназад. Ние имаме прекомплициран и прегломазен систем на издавање на било каков тип на одобрение. Започнувајќи од одобрение за градба, урбана опрема, еве како случајот што е за кабаре или ресторани и така натаму. Јас сметам дека овде треба да има една институција која што ќе има одговорност. Тоа ќе биде многу по сериозен пристап и многу помалку простор за маневар ќе има. Овде имате 10 институции кои што треба да ви дадат различни мислења. Градоначалникот на Центар Герасимовски е песимист дека тоа може да се случи набрзо, бидејќи има многу испреплетени ингеренции. Тоа во моментов е невозможно, па и за воиднина е невозможно, поради тоа што имаме испреплетени закони и ингеренции на повеќе институции за постапување за одредени работи. Во делот на одговорноста на стамбените единици и на сите жители кои што живеат во една зграда. Дополнително, они имаат или куќни совети или управители кои што ги водат зградите. Имаме закон за домување кој што треба целосно да го почитуваат. Но гледаме што се случува изминатите 20 години. Дали имаме згради фирми кои без хидранти, односно можеби има хидранти, фалат црева, нема ПП апарати. Тој потенцираше дека е невозможно дури да се направат улици по законски параметри, бидејќи има мала, каде при легализацијата на дивоградбите си пуштале по половина метар и зафаќале јавни површини. Рече граѓаните во гаражите чуваат зимница, автомобилите им се на улица. А дека има системски проблеми, потврди и градоначалникот на Чаир Ганил. Има други, пропусти во системот, кај што ние можеме секогаш да бидеме на тапет и да се гониме како градоначалници. А не зависи се од нас, бидејќи тие лиценци сосема од други институции се добива, но нормално како градоначалник ние имаме одговорност. Макар тоа е и да не е правно, ние имаме морална одговорност ако се случи еден таков настан. Ганил откри дека од 9 училишта во Чаир 7 немаат имотен лист, биле изградени на диво, а се легализираат и цели блокови на згради кои немале имотни листови. Вели, ние сега поправаме една историја од 50 години која некој ја наметнал.